Насловот на проповедта, која што денеска треба да ја проповедам, носи или се вика духовна аномалија или духовен парадокс. Аномалија или парадокс е нешто што не треба да се случува, ама сепак е тука и не можеме да го објасниме. Парадокс е, например, да имаш дрвено железо. Парадокс е да бидеш во вода, а да си сув. И овие се невозможни нешта и затоа ги нарекуваме парадокс или аномалија. Но постои и духовен парадокс или духовна аномалија, а тоа е да живееш во грев или да живееш спротивно на Божјата волја, а да имаш мир во срцето. И тоа е една духовна аномалија и духовен парадокс, и за тоа сакам да зборувам денеска. Библијата учи дека она што е најважно за нас во духовна сфера е да го пазиме нашето срце чисто. И затоа Бог заповеда, една од најголемите заповеди, вели: љуби го Господа твојот Бог со целото твое срце. Срцето е всушност сршта на нашето битие, она кое што ние сме. Срцето ја опишува и нашата совест, нашиот чист живот кој што го живееме со Бог. Затоа читам и во Матеј 5 глава 8 стих: блажени се чистите по срце, бидејќи ќе го видат Бога. Ова е едно од блаженствата или од заповедите. Значењето е всушност да се обидуваме да го пазиме нашиот живот чист, да живееме според Божите стандарди, да живееме на начин кој што му е угоден на Бог и да го отфрламе од нашиот живот сето она што Бог го мрази. Затоа и Словото постојано не повикува да се преиспитуваме. Дури и кога взимаме причест, нели тоа го правиме еднаш месечно, иако има цркви кои што го прават и секоја недела. Раната црква, ако читаме таму, не знам дали сум го запишал тоа нешто, да. Ако читаме еден од најпознатите текстови кои што ги редовно читаме кога взимаме причест, таму во 1 Коринтијаните апостол Павле предупредува дека пред да земеме од лебот и од виното, вели: човекот нека се испита себе си најнапред и така да јаде од лебот и да земе од чашата. Доколку не го направи тоа нешто и не го отстрани оно што е нечисто од неговото срце, Павле вели: јади и пие на свое осудување. Сличен текст наоѓаме и во 2 Коринтијаните, вели: испитувајте се самите себе си дали сте во верата. Проверете се самите себе си. Или не познавате дека е Христос во вас, освен, вели, ако не сте во Христос. Во сите овие случаи ние не само што сме повикани да живееме живот со чисто срце посветено на Бог, туку сме повикани и постојано да се преиспитуваме. Зошто? Затоа што срцето е измамливо. Срцето може да не наведе на грев. Нашите чувства се измамливи. Ако читаме во Еремија 17 глава 9 стих, вели: поизмамливо од се е срцето и кој може да проникне во него. Сега, кога се преиспитуваме, ние често пати размислуваме како тоа да се направи. Според вас, кој е најдобриот начин или најдобриот метод? Или, ајде вака да го поставам прашањето: кој е најдобриот показател според нас дека ние сме на исправен пат, дека сме во добри односи со Бог, дека нашето срце го пазиме чисто, нашата вера ја пазиме, дека она што го веруваме е исправно? Кој е најдобриот показател за нас? Библијата, добро. Како? Живот исправен. Ова се добри одговори, но има еден популарен одговор денеска кој што многу луѓе знаат да го кажат, па дури и христијаните, но често пати го кажуваат луѓето кои што живеат во светот. За жал станува популарен и меѓу христијаните, а тоа е: јас имам мир во срцето. И ова изгледа како многу меродавен показател, но за жал е духовен парадокс и за тоа сакам да зборувам денеска. Веќе ќе забележиме понекогаш човек кој што живее живот што не е исправен. Можеби наш брат или сестра во верата, и ние ќе се обидеме да го опоменеме, да му кажеме: види,
забележувам дека тоа што го правиш не е како што треба, или мислам дека треба да прекинеш со ова нешто, или ова што ти го веруваш и поучуваш не е според Библијата. И најчесто одговорот ќе биде: ама јас имам мир во срцето. Кој си ти да ме судиш? Јас имам мир. И ова е одговор на кој што често пати ние немаме аргумент. Бидејќи ако некој каже јас имам мир, што друго да му кажеш? Добро. На некаков начин овој збор тие го зимат како показател: Свети Дух ми дава мир на мене. Тој ми дава една потврда внатрешна, имам мир во срцето. Можно ли е човек да живее живот во грев, а истовремено и да има мир? Па тоа е духовниот парадокс. Можно ли е човек да поучува или да верува работи што се спротивни на Библијата, а истовремено да има мир? Замислете мене на неделна проповед, доаѓам напред на проповеданата и започнувам проповед во стилот: Бог ги сака сите луѓе и затоа сите луѓе ќе завршат во рајот. Никој нема да оди во пеколот. Или пак почнувам да ви проповедам: Бог сака да си богат и успешен. Ако возиш половна кола, тоа е грев. Ти тогаш живееш под проклетство и Бог не е со тебе. Или може би почнувам да проповедам вака: јас верувам само во Стариот Завет и само во зборовите на Исус Христос. Се што е запишано во Библијата од апостолите, јас го отфрлам, тоа не е Божи збор. Овие работи ви се чудни, нели? Или може би пак решувам да живеам со друга жена, или почнам да се пијанчам, да се коцкам. Што ќе направите кога ќе сите овие работи ги слушнете или ќе ги забележите кај мене? Ќе ми ги кажете. Некој од вас веројатно ќе дојде и ќе ми рече: абе, пасторе, ова што го зборуваш не ми стои на место. Или ова што го живееш не е исправно. Некој од вас во братска љубов ќе дојдете да ме опоменете. И замислете, јас ако ви кажам: знам што ми кажуваш, ама јас се молев за тоа нешто и Бог ми даде мир. Јас имам мир во срцето. Знам дека сум со друга жена, ама јас имам мир во срцето. Мислам дека тоа што го правам е исправно. Аргументот или показателот дека тоа што го зборувам и проповедам е исправно е: се молев за тоа и имам мир во срцето. И што ќе ми кажете на ова нешто? Терај! Што имаш мир, продолжи. За една ваква духовна аномалија сушност ни кажува и Библијата. Ова го проповедам затоа што често пати денеска луѓето знаат да ти кажат: ако имаш мир во срцето, ако срцето така те води, терај. Тогаш слободно терај, што имаш мир во срцето. Но Бог го познава нашето срце. И Бог знае дека ние имаме измамливо срце и дека срцето може да не измами и да ни даде лажен мир. Можно е човек да се залаже себе си, да се убеди дека е невистински пат со тоа што срцето ќе му даде одреден мир, дури и ако прави нешта кое што не се според Библијата. Токму затоа има еден библиски стих кој што се наоѓа во Второзаконие, во 29 глава, 19 стих. За жал кај нас во нашата Библија преводот не е баш најдобар, се обидов да истражам и да проверам како е во оригиналот, така да оригиналот не соодветствува баш најдобро со нашиот превод, затоа искористив превод од бугарската Библија и го преведов на македонски, кој што ни укажува на оно што треба да стои во оригиналот. И таму Бог го опоменува Израел кој што тргнал да обожава други богови. И во еден таков контекст Бог вели и на таквиот човек, кога ќе ги слушне зборовите на оваа заклетва, бидејќи Бог вели проклет да е оној кој што оди по други богови, вели тој може да си ласка во своето срце велејки јас имам мир. Дури зборот за мир овде е употребен шалом, што значи Божи мир. Иако одам со тврдоглаво срце. Замислете, овде Бог вели има луѓе кои што знаат да кажат ќе си имам мир иако одам со тврдоглаво срце. Одговорот на овие луѓе кои што обожавале други богови бил токму тој. Истиот тој одговор кога ќе им кажете на некои луѓе што живеат во грев.
Ако им кажете зошто одиш по други богови, вели и тие ќе ви кажат јас имам мир, иако имам тврдоглаво срце. Тврдоглавото срце всушност е показател иако одам спротивно на она што Бог ми го кажува. Еве ова е тој духовен парадокс и аномалија за кој што Бог ни кажува дека е можно да се појави. За жал и денеска има верници кои што можеби веруваат или држат одредени доктринални отстапувања, доктринални ереси или пак живеат во грев, па сепак ако разговарате со нив, тие ќе ви кажат: ама јас имам мир во срцето. Бог мене не ме осудува. Бог ми дал мир за овие работи и затоа јас си живеам на таков начин. Сега, прво нешто што ќе ни падне на памет е како е можно ова нешто. Како е можно да човек живее спротивно на Божјата волја, а да има мир? Како стигнавме до тука? Одговорот лежи во еден термин кој што Библијата го нарекува затапена или жигосана совест. И Библијата зборува за ова нешто на неколку места. Ако читаме во 1 Тимоте 4 глава, таму зборува за луѓе со жигосана совест или совест која што е докрај затапена. Тоа значи дека има луѓе кои што решиле да живеат во една таква состојба, да живеат во греф или да живеат спротивно на Божјата волја, и Свети Дух нив им зборувал, нивната совест им зборувала, но тие продолжувале да живеат на таков начин и стигнале до состојба каде што нивната совест станала затапена или жигосана, прегорена. И токму затоа овие луѓе стигнале до состојба каде што тие може да кажат: ама јас имам мир. Но мирот што тие го имаат всушност е еден привиден, лажен мир. Дали овој мир ги оправдува овие верници? Дали тоа што имат мир им дава оправдание во оваа состојба? Ако читаме во Библијата, ќе видиме дека Бог во книгата на пророк Исаија воопшто не ги оправдува овие луѓе, дури ако тие си велат: ама јас си имам мир во срцето. Во Исаија 5 глава 20 стих вели: тешко им на оние што злото го нарекуваат добро, а доброто зло, кои ја прават од светлината темнина, а од темнината светлина, или горчливото го прават благо, а благото горчливо. Тешко им на оние кои што се мудри во сопствените очи и умни само пред себе. За кој луѓе зборува овде пророкот Исаија или Бог преку него? Токму за тие луѓе кои што живеат во еден таков духовен парадокс. Тој вели: тешко им на овие луѓе кои што доброто го прават зло и злото добро. Како е можно злото да го правиш добро? Со тоа што ти живееш во тоа зло, а сепак велиш: па јас имам мир во срцето. Живееш во греф или правиш нешто што не е во ред, имаш одредена навика што не е исправна, ама кога ќе ти укажат на неа, ти велиш: ама јас имам мир во срцето. Тогаш ти од оно што е зло правиш добро, од темнината правиш светлина, горчливото го правиш благо, и како и да продолжиме понатаму. Идејата е истата. Но кога живееме на таков начин, ние сме стигнале до таму да нашата совест на крајот прегорува, нашата совест на крајот затапува. Факт е дека таа не прегорува преку ноќ, но често пати се случува суптилно со текот на времето, донесувајќи постојано погрешни одлуки или живеејќи на начин кој што не му е угоден на Бог. Можеби ти гледаш дека и други верници прават небиблиски нешта, и други верници прават работи што не се во ред, па сепак дури и напредуваат. Има еден псалм 73, таму псалмистот вели: ги гледав како неправедниците живеат убав живот, вели, и ништо не им фали. И за малку вели псалмистот: и мојата нога ќе се сопнеше и ќе паднеше, бидејќи јас почнав да размислувам зарем јас сум најглупавиот тука, зарем јас сум најпростиот, види ги другите како си живеат, а јас си го пазвам срцето свое, вели псалмистот, во чистота.
Зошто би го пазил моето срце, ако овие другите напредуваат подобро? И ние решаваме да живееме и ние како ни велиме, па и јас ќе живеам така, бе. Па шо, јас најпросли сум. И во една таква смисла ние започнуваме да го навикуваме срцето или нашата совест да прифаќа работи кои што не му се угодни на Бог. Како стигнуваме до таму да нашата совест прегори? Како може еден верник да стигне до таму да живее во грев, а да има мир во срцето? Со тоа што тој си поставува погрешни начини или погрешни методи како го преиспитува гревот во неговото срце. Денеска ќе погледнеме 4 погрешни начини како можеме да го преиспитуваме срцето. И во тие 4 погрешни начини ние можеме да стигнеме до таму да ја затапиме нашата совест, да стигнеме до прегорена совест и утре да си живееме во нешта кои што не ги одобрува Бог, а сепак на луѓето да им велиме, па јас си имам мир. Еве го првото нешто. Првото нешто кога ќе се појави грев во нашиот живот, можеби не мора да е тоа некаков голем грев, можеби некаква погрешна навика, можеби едноставно си користиме зборови кои што не се добри, можеби од устата не излетува некаква псовка или некаков збор што не е во ред. И кога се појавува такви нешта во нашиот живот, една од изјавите со кои што ние се правдаме или си ја тешиме совеста е ова: па и јас сум само човек. Луѓе сме, слаби сме, што да правам? Сте чуле ли оваа фраза? Постои една песна сега дури на англиски јазик, популарна, вели I'm only human after all. Не знам дали сте ја слушале. Да. И ако го гледате текстот на оваа песна, таму во песната сушност оној што е пее се обидува да се оправда со оваа изјава. Па јас сум само човек, што и да правам, човек сум, сега не ме осудувај, не ме обвинувај. Сите го прават, тоа е, луѓе сме, слаби сме и нормално е да правиме грев. Но едниот дел од оваа изјава е вистина, да, луѓе сме, слаби сме, но тоа не е оправдување и одобрение за да продолжиме со одреден грев. Ако ние имаме грев, оправдувањето не е па што да правам, еве, човек сум, некои работи си ги правам. Решението е да го препознаеме гревот и да дадеме се од себе да се ослободиме од тој грев. Да дадеме се од себе за да можеме да го надминеме. Јас утрово читав во Псалм 132, каде што псалмистот вели: не ќе влезам во шатрот на мојот дом, ниту ќе легнам на леглото на мојата постела, ниту ќе дадам сон на моите очи, се додека не најдам место за Господа мојот Бог. Оваа изјава на псалмистот не звучи ни малку како оваа првата. Па луѓе сме, грешни сме. Псалмистот овде не вели: да, знам, човек сум, грешен сум, па еве се помирив со тоа. Не, псалмистот не се помирува, тој вели: нема мир да му дадам на моето срце, нема одмор да дадам и сон на моите очи, се додека јас не го надминам ова нешто, се додека не најдам место во срцето за мојот Господ. Да, факт е дека сме грешни, факт е дека сме луѓе, факт е дека сме слаби, ама ние треба да размислуваме: Господе, ова е нешто со кое што јас се борам, сакам да ми помогнеш да го надминам. Кога ние ќе стигнеме во ситуација да почнеме да го правдаме гревот и да кажеме: па добро, луѓе сме, еве, грешиме, во тој случај ние дозволуваме гревот да си најде подлога во нашето срце. Ако се сетите на црквата во Коринт, замислете еден парадокс таму. Коринт бил град на неморал. Коринт бил во тоа време познат како град во кој што имало многу јавни куќи, многу проститутки, така да сексуалниот грев било нешто нормално во овој град. И затоа што сексуалниот грев било нешто нормално, на некаков начин тоа се прелеало и во црквата. И апостол Павле пишува тогаш до црквата во Коринт, вели: помеѓу вас има некој кој што спие со татковата жена. А вели, вие наместо да го осудите, вие дури и се фалите со тоа нешто.
Како стигнало до ова состојба? Како ова црква стигнала до состојба да гледаат во нивната црква да има некој што живее во сексуален неморал, во грев, а да не ги засега? Затоа што нивната совест затапела и затоа што тие гревот почнале да го сметат за нешто нормално. Бидејќи во општеството бил нормално и тие го прифатиле како нормално, во смисла, па добро, луѓе сме сега, тоа е, слаби сме, тоа го правиме. И кога ние ќе заземеме таков став, па луѓе сме се, ајде, не го осудувај човекот, сите правиме по нешто, луѓе сме. Во тој случај, ние стигаме до една затапена совест. И тогаш живееме во еден духовен парадокс, каде што правам грев, а имам мир во срцето. Замислете, и оваа црква во Коринт, тие имале мир со тоа што нивниот брат живее во грев. Никој од нив не се секирал, дури и го фалеле, алал да тие. Да имаш мир кога некој живее во грев. Ова е првата погрешно размислување или првиот погрешен метод кога го преиспитуваме нашето срце. Вториот погрешен метод кога го преиспитуваме срцето е кога се споредуваме со другите и велиме во споредба со другите јас сум светец. Секој еден од нас знае да си препознае некаков грев. Но знаете, кога ќе го препознаеме гревот во нас, јас викам, знам тоа што го правам не е баш добро, ама ова па сестрата или овој братот, он е па бетер од мене. Шо па сега мене ли најде замерка да ми најавгиш? И кога ние почнуваме да се споредуваме со другите, нашиот грев некако изгледа ништожен, мал. Пак ќе кажам, може би станува збор за некаква небогугодна навика. Може би во твоите зборови имаш фрази кои што не се во ред. И сега некој може да ти замери, ќе каже, брате, од време на време те слушам, ти излетува пцовка од устата. И ти знаеш да кажеш, добро да сега за една пцовка ме фати, ти си го слушнал ли Киро? Киро пцуе на секој втор збор. Ти сега мене најде да ме фатиш. Ти го слушнал ли, не знам, Сашо, си ја слушнал ли Мара? И ние почнуваме со другите да се правдаме. Може би слушаш песни со непристојна содржина. Не е тоа нешто страшно. Си постирал некоја песна која што е вулгарна. А декаш, голема работа, има луѓе порнографија гледат и јас па се една песна сум ставил. Не е ништо страшно. И кога ние се споредуваме со другите, полоши од нас, нашиот грев изгледа нешто незанемарливо, изгледа нешто кое што не е толку опасно, безопасен грев. Но ако така почнуваме да размислуваме, ние почнуваме да живееме на нивото на еден просечен верник. Дали сакаш да останеш на тоа ниво или сакаш Господ да те промени, да го дадеш најдоброто за него? Често пати ние не сакаме да се менуваме и да бидеме нешто подобро од тоа што сме. Ке велиме, па и другите тоа го прават, дури и другите се полоши. И затоа ова е погрешен начин на преиспитување на нашето срце. Кога се споредуваме со другите, ние велиме успоредба со овој, јас сум светец. Ако се споредиме со Хитлер, нели, ние сите сме светци. Во тој случај сме многу подобри од него. Но ние треба да се споредуваме, нашиот модел според кој што треба да се огледуваме и да се менуваме е Исус. Ние треба да бидеме како него. По примерот на светецот, вели словото, бидете и вие свети. Има еден интересен виц за некој мафијаш, да го наречеме Луиджи, кој што умрел во Италија, и неговиот брат, пред да се случи погребот, решил да отиде кај свештеникот и му вели на свештеникот вака: сакам кога ќе го водиш погребот и кога ќе зборуваш за мојот брат, кога ќе дадеш проштален говор, сакам да нагласиш дека мојот брат беше светец. И свештеникот онака се шокирал и рекол: ама како светец, ти знаеш дека беше мафијаш, убиваше луѓе, продаваше дрога, криминал водеше. Тој рече: не ме интересира, тој ми е брат и сакам да ја кажеш таа изјава. Зборувај што ќе зборуваш, ама сакам на погребот да кажеш дека мојот брат беше светец. И тој рекол: ако не го кажеш тоа нешто, рачунај отиде главата. И човекот се мислел што да направи, а му рекол овој дека мора да ги каже овие зборови, и на самиот погреб излегува и вели: вие знаете дека Луиджи беше криминалец.
Вие знаете дека Луиджи беше лош човек. Знаете дека Луиджи убиваше луѓе. Знаете дека продаваше дрога. Ама во споредба со неговиот брат, он беше светец. Така да ги кажал тие зборови. Сега, ако и ние така размислуваме, ние во споредба со Луиджи, нели, ние сите сме светци. Но нашиот стандард не треба да биде Луиджи или Хитлер и ние со него да споредиме и кажеме, па јас сум многу подобар човек. Јас сум подобар човек од многу други. Поентата не е дали сме подобри од други, него дали сме според Божите стандарди. Ако нешто не е според Божиот стандард, макар и некаква мала навика, макар можеби некаков порок имаш во твојот живот, ако не е според Божите стандарди, тогаш немој да се правдаш да кажеш, добро да, ама има и полош, ти да го видиш овој, да го видиш оној. Во споредба со него јас сум многу добар. Затоа ова е погрешен начин. Кога ние совеста си ја преиспитуваме на ваков начин, ние стигаме до затапена совест. Третиот погрешен начин на преиспитување е кога сме загрижени повеќе за репутацијата и за цената, отколку за нашиот исправен и свет живот пред Бог. На што мислам овде? Кога ние размислуваме повеќе што луѓето ќе кажат или колку ќе ме чини да се откажам од тој греф и од таа навика, отколку дали сум угоден на Бог. И сме имале такви ситуации. Сме имале ситуации кога луѓето знаат дека живеат во греф или знаат дека одредена нивна навика не е во ред, ама тие размислуваат што другите ќе кажат ако направи, ако реши да го остави гревот или ако се смени. Еве, ставете се вие во ситуација кога треба да земете причест. Апостол Павле кажува дека треба да се преиспитаме и потоа да земеме. И апостол Павле вели дека ако некој зима на недостоен начин, дека си навлекува осуда. И затоа е подобро да се воздржиме. Но замисли си во ситуација да земеш прича, знаеш дека нешто не е во ред во твоето срце и си велиш во себе си, денеска нема да земам причес. Нека ме помине, нема да земам. Знам дека имам во срцето работи кои што не се во ред. Ама како наближуваат чинијата со причеста, си велиш, ама ако не земам, па другите гледат околу мене, ќе забележат дека не сум земал. И веднаш ќе си мислат, Горан живее во греф. Сигурно има некој страшен греф. Подобро јас да земам, да си земам отколку другите да мислат дека има нешто непристојно во мене. И ние тогаш одлучуваме да земеме и одлучуваме да си продолжиме со таквото срце, затоа што се плашиме дека другите ќе мислат нешто за нас што не е во ред. Другите ќе мислат дека кој знае јас што имам во моето срце. Има луѓе пак кои што не се спремни да ја платат цената за да го остават гревот. Имавме ситуација со една жена која што сакаше да се крсти, но таа беше во врска со женет маж. И кога ние соочивме со тоа нешто и рековме, ако ти сакаш да направиш завет со Бог и да се крстиш, мораш да ја напуштиш врската. Таа рече, јас не сум спремна да ја оставам таа врска. Не сум спремна да ја платам цената на тоа нешто. Јас го сакам тој човек, сакам да си останам со него и не сум спремна да ја платам цената. И затоа оваа жена, иако сакаше да го следи Господа, дури сакаше да се крсти, таа остана во една таква небогогодна врска, затоа што не беше спремна да ја плати цената. И ова е третата ситуација во која што ние погрешно го преиспитуваме нашето срце, бидејќи сме повеќе загрижени за тоа што ќе кажат другите или за цената, отколку да го држиме нашето срце чисто. И постои и четвртиот начин или метод, а тоа е кога го препознаваме гревот, ама секогаш бараме вина во некој друг. Секогаш се правдаме со тоа, ама да, јас живеам така, ама заради тоа и тоа. Ама овие ме натераа, ама ова не беше во ред. Се сеќавате кога Адам и Ева сгрешија? Кого обвини Адам? Жената. Тој рече, жената што ти ми ја даде, таа ме натера. Таа ми рече. Ева пак ја обвини змијата. Таа рече, змијата мене ме натера.
И ние имаме тенденција да обвинуваме некого друг. Денеска луѓето ја префрлаат вината на родителите, на општеството, на било кој друг. Филип Иванов, пасторот кој што е мој колега од Велес, тој скоро постираше едно видео во кој што зборуваше за исповеста и за покајанието. И тој нагласи многу, тој рече вака: покајанието или исповеста е ситуација во која што човекот треба да си ја преземе одговорноста за сопствените гревови и постапки. Бидејќи луѓето денеска бегаат од тоа и ја префрлаат одговорноста на некој друг. Или знаат да кажат, па јас не бев сакан од родителите, или ја префрлаат на околностите и така натаму. Да, можеби и тоа има дел од причините зашто некои луѓе направиле нешто што не треба. Но ние треба да го признаеме нашиот дел од одговорноста, да кажем, да, јас го сторив тоа нешто, моја вината, јас сум одговорен за оваа постапка, наместо да бараме оправдание или вина во некој друг, да кажем, ама тој ме натера, ама знаете, родителите ме воспитале погрешно, ама не бев сакан кога бев мал, па сега затоа така се однесувам. И во тој случај ние постојано бегаме од одговорноста да го препознаеме гревот. C.S. Луис, еден христијански автор, за покајанието и за исповеста рекол вака: исповеста или покајанието е момент кога застануваш на страна на вистината против себе си. Да, ти велиш, тоа е вистината, макар и да таа сведочи против мене. Макар и да на себе си пресудиш. Затоа вистинскиот начин кога се преиспитуваме за гревот е да го препознаеме гревот и да го осудиме, макар и тој грев да ме осудува и самиот мене. Да кажам, Горан, време е да престанеш да го правиш тоа нешто. Твоја одговорност, ти го правиш. Време е да престанеш, не знам, да пцуеш. Време е да престанеш со ова или со она. Време е да се ослободиш од таа навика или време е да се ослободиш од ова погрешно учење, погрешно живење. Ако на овој начин ги преиспитуваме нашите срца со овие 4 погрешни методи, тогаш ние стигаме во ситуација каде што можеби ќе живееме погрешно, ќе имаме мир, ама тој ќе биде погрешен мир. Затоа апостол Јован вели на едно место: ако речеме дека имаме заедништво со Бог, а одиме во темнина, вели, ние лажеме и не ја вршиме вистината. За жал, можно е да стигнеме до таква ситуација. Можно е верник да каже: ама јас си имам добри односи со Бог, јас сум си добар со Бог. Ама, ако живееме во грев, Јован вели, ние одиме во темнина и не ја вршиме вистината, не ја кажуваме вистината. Сега, често пати, кога ќе соочиме христијани со една ваква ситуација, ако нивната совест е прегорена, ако нивната совест е затапена, ако ги конфронтирате во љубов, тие често пати знаат и да имат некакви изговори. Може би некои од фразите се: па никаде во Библијата конкретно не пишува за тоа нешто. Може би ако ги опоменете во љубов или ги советувате: абе брате, добро е да го оставиш пушењето. Знаете што ќе ви кажат? Па кај пише во Библијата за цигарите? А ако така размислуваме, во Библијата никаде не пишува ни за дрогата, никаде не пишува ни за порнографијата, никаде не пишува конкретно ни за коцкањето. За никој од овие работи не пишува конкретно. Вие немате да најдете збор коцкање, порнографија, дрога. Нема да најдете збор цигари. Ама сепак сите ние знаеме дека тоа е погрешно и е штетно за нас, нели? Не мора да дури ни да си христијани, ако разговарате и со луѓето од светот, и тие знаат, и науката ви кажува дека тие работи се погрешни. Ние ги гледаме последиците од тоа нешто. Или денеска друга популарна фраза е кога ќе соочите брат или сестра во љубов и ќе му кажете ова нешто не е во ред, тие знаат да кажат: ти имаш религиозен дух и сакаш да ме контролираш. Јас не живеам под закон, јас сум ослободен од законот и мене Бог ми дава слобода да правам што сакам. Знаат многу христијани така да кажат. Но ова не значи дека тие живеат исправно пред Бога. Ова е фраза со која што тие се обидуваат да се оправдаат,
Но факт е дека дури и ние христијаните живееме под одреден закон. Апостол Павле вели, иако не сум под закон, вели, јас живеам под Христовиот закон. Така да, ние имаме одредени правила или заповеди што Христос ни ги дал, според кои што ние се покоруваме, се подчинуваме и живееме. Ние не можеме да кажеме, јас имам целосна слобода, можам да си правам што сакам, да си живеам во грев и Господ ми дава мир. Сега стигаме конечно до последното прашање. Ако луѓето, или ако ние како христијани, на еден погрешен начин го преиспитуваме срцето и сме дозволиле да си го оправдаме гревот во срцето и живееме така, и со текот на времето сме стигнале до една состојба на прегорена совест, до една состојба на затапена совест, до таа мера што дури и отворено живееме во грев, а сепак велиме имаме мир во срцето и живееме во еден таков парадокс. Прашањето е, има ли лек за една ваква состојба? Има ли лек за една прегорена совест? Може би ќе се прашаш, добро, еве ако јас сум во една таква состојба, има ли надеж за мене? Одговорот на ова прашање е прво, ако си го поставуваш ова прашање, тоа значи дека твојата совест се уште не е мртва. Ако се прашуваш има ли надеж за мене, тоа значи дека се уште твојата совест е жива. Се уште, сепак во тебе има еден дел кој што сака да се промени. Има еден дел во тебе на кој што не му е сеедно како живееш. Така да, ако си го поставил ова прашање, има надеж за тебе. Второ, и самото слово кажува дека има надеж. Бидејќи, ако читаме во Евреите 10 глава, 22 стих, таму зборува за луѓе кои што се очистени од нивната зла совест. Значи, можно е твојата совест да е зла, можно е твојата совест да е затапена, можно е твојата совест да тргнала по патот на гревот и на оно што е погрешно. Па сепак, овде во посланието до Евреите авторот ни кажува дека има луѓе кои што и од една таква совест се очистени. Ако тие луѓе биле очистени, тоа значи дека можеш да бидеш очистен и ти. Но она што треба да го направиш е за промена, треба конечно да го препознаеш гревот во себе си и да го признаеш. Наместо да бараш изговори, да кажеш, ама моите родители се криви, или да кажеш, па добро да има и полоши и од мене, или да кажеш, па сега што да правам, јас сум само човек. Еве, така живеам. Треба конечно за прв пат да кажеш, да, тоа е мојот грев, го признавам, имам вина, го исповедам, Боже, помогни ми. Треба да престанеме да наоѓаме изговори за гревот во себе, и ако си го препознал, ако го има во тебе, дали тоа е неморал, дали пак станува збор за погрешно верување, треба да кажеш, Боже, прости ми што до сега тоа сум го верувал, така сум живеел, така сум се однесувал, сакам да се ослободам од тој грев. Исто така важно е да се преиспитуваш, како што на почеток некој од вас кажавте, да се преиспитуваме според Словото, според Светиот Дух, според совеста, а не според овие 4 погрешни нешта. Нашето мерило според кое што се преиспитуваме е пред се Словото Божјо. Ние преку Божјиот збор проверуваме дали нешто е исправно или не, а не дали има мир во срцето, бидејќи срцето е измамливо. Срцето може да ти даде лажен мир и ти да се тешиш со тоа нешто, па ја имам мир, ако живеам со швалерка или ако поучувам нешто што е погрешно. И за крај, едно практично нешто што можам да ве советувам, но за ова треба понизност и доблест. Најдете си или имајте секој еден од вас, барем еден брат или сестра кој што се зрели во верата, на кој што ќе му дозволите слободно да ве критикува и да ве укорува кога ќе забележи нешто кај вас што не е во ред. Спремни ли сте да имате таква личност на која што ќе му дадете таа слобода? Кај мене неодамна се случи еден брат да дојде кај мене да ми каже, знаеш што, Горан, јас тебе толку те ценам и толку те почитувам, што јас ти ја давам слободата, секогаш кога ќе забележиш кај мене нешто да не е во ред, дојди и кажи ми го. Или ако забележиш дека поучувам нешто што е погрешно, дојди и кажи ми го.
станува збор за мој колега пастор, но тој ми ја даде таа слобода. Тој ми ја даде таа слобода и јас кога ќе забележам нешто кај него што не е во ред или некакво поведение, јас одам и во љубов му го кажувам и тој не ми се љути. Тој наместо да ми каже кој си па ти мене да ме судиш или ти ли мене ќе му учиш ти да не си поарен, тој ми вели фала ти. Фала ти што си ми брат, што го пазиш моето срце. Фала ти што дојде да ми укажеш на тоа нешто. И јас видов дека тоа е една здрава позиција и здрава навика, така да одлучив и јас да дозволам на мои браќа или сестри кои што се зрели во верата, ако забележат нешто да не е во ред, да дојдат и да ми кажат. Исто и вие имате слободата, ако забележите дека Горан живее во грев, ако прави нешто што не е во ред, ако поучува нешто што смета дека не е библиски, братски е да дојдеш во љубов и да кажеш ова нешто пастор не е како што треба или мислам дека од оваа работа е добро да се ослободиш. Така да мислам дека и ова е уште еден механизам кој што ќе ни помогне да ја пазиме совеста чиста и да не дојдеме во еден духовен парадокс за кој што денеска зборувавме, каде што ќе живееме во грев или ќе имаме некаква навика, некакво поведение, некаков порок, што не е исправно пред Бог, а ние да си велиме, па добро, јас имам мир во срцето, Бог ми дава мир. Нека не биде тој лажен мир присутен во нас. Еве тука ќе завршам, па можеме да се исправиме.